Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Ова утро сме на посета во турската чаршија, каде што секој оној кој што го посетува главниот град сака да наврати токму на оваа локација, која раскажува историјата, традицијата и се она што е значено за Македонија и за главниот град. Заедно со туристичкиот водич кој е потпредседател на Асоциацијата за туристички водич Елвир, ќе ви направиме една интересна скопска тура. Добро утро. Добро утро вам и гледачите на Канал 5 телевизија. Долги години сте туристички водич и можеби токму од оваа локација, од кафулето на господинот Насар, ви започнуваат турите низ Скопје и низ старата скопска чаршија. Па споделете ни, како се одвива и колку има интерес за главниот град? Па видите, странските туристички групи кои што доаѓаат на територија на градот Скопје, како дел од агенциите и од програмите на поголемите туроператори, обично ние во таа програма туристички разлет на град Скопје започнуваме поточно од Скопското кале, кој што навистина е еден прекрасен културно-историски споменик кој што се наоѓа во стариот дел на градот. Секако дека по прошетка низ калето се спуштаме во џамијата, Мустафа Пашината џамија, кој што исто така е една од најубавите џамии во стариот дел на градот Скопје. Разгледот продолжува преку познатата, можем да кажем, зграда Рубин Карменеве за нашите сограѓани, инаку таа била владина зграда за време на османиското владење. Во 18-тиот век е изградена, била управата на градот Скопје. Се упатуваме кон црквата Свети Спас, кој што така е еден многу значен културно-историски споменик во нашиот град. По, можеме да кажеме, разгледот и прошетката се упатуваме нормално во старата турска или скопска чаршија, кој што исто така е еден од најголемите културно-историски споменици, можеме да кажем, во Македонија и во Балканот, бидејќи еден мултикултурен и мултиетнички споменик, во која самата чаршија, значи, знаете дека има многу богата историја, корените се многу стари, уште од време, можеме да кажеме, на Јустинијан, па со доаѓањето на Османиската империја на овие простори започнува градбата на старата скопска или турска чаршија, така да по разгледот на сите културно-историски споменици кои што доста ги има, тоа се хамави, ханови, значи во старата скопска чаршија, прошетката преку стоковната куќа Мост, можеме да кажеме, продолжуваме преку Дауд Пашиниот амам, плошадот Филип II, каде што нормално тука е импозантниот споменик на Филип II, фонтаните, црквата Свети Димитрија, музеот на Холокаустот, можеме да кажеме стариот театар, Камениот мост, се упатуваме или преку Камениот мост или преку мостот на цивилизациите, поминуваме во можеме да кажеме централното градско подрачје, односно на площадот Македонија, каде што со сите тие содржини кои што се наоѓаат на самиот площад, значи правиме, можеме да кажеме, на богата прошетка на странските туристи преку меморалниот или спомен куќата на Мајка Тереза, завршуваме со старата железничка станица и навистина можеме да кажеме дека сите туристи кои што доаѓаат во нашиот град се воодушевени од убавината и од стариот дел на градот, меѓутоа исто така и од новиот дел на градот. Кој е она одбележје кое што ги воодушевува? Кој е она одбележје на градот кое што е најимпозантно за кои туристите сакаат да се вратат повторно? Па можеме да кажеме дека стариот дел на градот и покрај тоа што и значи новиот дел на градот, можеме да кажеме дека со таа една реконструкција, тој проект 2014 кој што беше направен, навистина привлекува многу внимание на странските туристи, но можем да кажем како туристички работник дека најголемото богатство е старата скопска чаршија, бидејќи тоа е духот, душата, можем да кажем и срцето на градот Скопје, така да сите странски туристи кои што доаѓаат и кои што престојуваат во градот Скопје, многу повеќе поминуваат во стариот дел на градот, бидејќи се воодушевени исто со архитектурата, со културно-историските споменици, секако со богата наша македонска кујна, кои што се и со многу ресторани кои што се исто така лоцирани во стариот дел на градот Скопје, во старата скопска чаршија, и можеме да кажеме дека генерално се задоволни со значи убавините, а исто така и со културното наследство кое што го имаме во нашиот град.
Кој е најактуелниот период од годината за посета на Скопје и кога имаме најголем број на туристи? Дали во зимскиот, летниот, пролетниот период кога се буди природата? Па ја мислам дека во пролетниот период веќе започнуваат групите, па се некаде можам да кажам до октомври-ноември. Значи во текот на годината имаме посета, значи присуство на многу голем број на странски туристи. Тоа е забележливо, може да се видат секако и нашите сограѓани дека во минативе можам да кажам 10-15 години повеќе Македонија, Скопје, нашата држава стана многу интересантна туристичка дестинација, како дел од тие големи балкански тури или европски тури. Така да тоа е периодот кога имаме најповеќе, можеме да кажам, странски гости, значи некаде од пролет па од февруари, односно март па се до октомври, имаме голем број на туристи. И за крај би ве запрашала кои туристи најмногу сакаат да ја посетат Македонија. Имаме ли таква статистика од кој дел на светот и кои континента сакаат да дојдат или едноставно не постои правило? Од секаде има интерес за Македонија. Како што кажав, интересот е зголемен. Значи во минативе 15 години интересот е зголемен, меѓутоа во последниве неколку години можам да кажам дека број 1 туристи кои што доаѓаат на територија нашата држава се од Република Турција, така да според податоците од Републичкиот завод, значи споредувајќи ги со минатата година, можеме да кажеме дека има зголемување 16% на туристи, значи број 1 се гостите од Република Турција, број 2 гостите од Република Германија и секако дека тука се и од соседните држави, тоа е Грција, имаме од Србија и секако од Бугарија. Ви благодарам на овој утрински разговор и ви посакувам навистина убава и успешна туристичка сезона и оваа 2026. Ако лани сме имале 6% пораст, годинава да имаме уште повеќе пораст на туристи кои ќе сакаат да посетат нашата татковина. Ви благодарам. Секако ви благодарам за поканата. А вие, доколку сакате да се насладувате на убав чај или едноставно на се она што е благодет да се проба, вкуси и да се ужива во најубавиот дел од Скопје, направете го тоа уште денеска. Бидејќи нема период кога е најубаво и неинтересно. Тука е секогаш забавно. А ние ќе наздравиме со убав чај.